лица кои што немаат никаква врска со членовите. Ти сакаш да кажеш дека многу подобро би било ако би било само делегати. Во овој случај, замислете дека собранието е тоа што ги делка во смисла ги анализира финансискиот и работниот извештај на претседателот и на извршниот одбор. И сега тие се членови на собранието. И практично тие се многу 90-100 луѓе. Кажеш дека сами себе се тие сами себе се контролираат, сами себе се гласаат. И тоа е очигледен конфликт на интерес. И органот кој што треба да има најголема моќ, а тоа е собранието, всушност му е намалена моќта да ја контролира работата на органите, на извршните Само органи. да покажеме дека иста е структурата во сите партии. Еве сега одиме тоа беше на СДСМ, еве со ЛДП е иста, тотално. Поправиме ако грешам, има ли нека разлика кај ЛДП? Скоро иста е. Што е разликата? Па има ситни разлики во членовите на собранието. 2, 3, 5, 10 на членови се тука ги има, таму ги нема. Например, извршниот одбор на младината на ЛДП е член на се членови на собранието, а тука во СДСМ извршниот одбор на младината не се членови. Овде како е ВМРО сега? Ова е значи идентично, така и за ВМРО. Структурата е идентична, само што тука во статутот ги имаат одстрането регулативите за тоа кој може да членува во собранието. Практично централниот одбор, тоест централниот комитет, тука одбор е напишано, централен комитет, тој одлучува колку ќе има членови собранието и кој ќе биде член. Во суштина се истите, ама тие од статутот ги имаат одстрането регулативите што ги имаат во СДСМ и во ЛДП. На тој начин имат направено уште централистичка структура. Тие можат ако сакаат буквално да нема делегати на собранието. Ако сакаат може да кажат собранието има 10 делегати и готово. Сега тоа најверојатно нема да го направат затоа што сепак не сакаат до толков удар да направат на сопственото членство. Ама ако сакаат например некој член на младината на ВМРО ДПМН председател да кажеме, има некои спротивни погледи од председателот на ВМРО ДПМН или на некои членови на Централниот комитет, ако сакаат може да се договорат тој да не биде таа година член. Значи подере во смисла. А можат ли самите извршни горе раководства да ги бират и самите локални комитети и делегатите? Можат ли вака да направите еден луп од дола да трнат? Мислам дека можат. Делегатите формално не ги бираат, ама може да влијанието е толку многу големо да ако председателот на ВМРО ДПМН каже сакам тој и тој да биде или едноставно каже не може мене ми се допаѓа тој човек, го земе на некаде на кафе, на телевизија се појави со него, му дава моќ за да биде изберен. Секако. А таа моќ доаѓа формална моќ во Македонија, моќта на председателите на партиите доаѓа кога ќе бидат на власт, тогаш имаат располагаат со буџет, располагаат со голема администрација, па може да вработуваат, да ги оценуваат луѓето. Од таму доаѓа таа моќ, нели? Моќта на председателите на партиите секако дека доаѓа под број 1 од тоа што аспирираат да бидат премиери. Ќе видиме ние дека буџетот на Република Македонија за 2012 година има некаде 1 милијарда, повеќе од 1 милијарда евра кои што се распределени од страна на владата, на министрите, на секретарите, на шефовите во министерствата кои што се поставени од страна на партијата. И од тука доаѓа таа голема моќ, затоа што имаат финансиска моќ доколку добијат политичка моќ. И сега, многу добар разговор може да развиеме сега врз основа на ова до сега муабет што го направивме овие цетежи, во однос на тоа што сега се случува во Македонија, именно тоа се локалните избори. Сега во Македонија и генерално во Европа така е, може партијата да каже кој ќе биде градоначалник во, не знам, Кривогаштани таму или во без разлика во Битола, Прилеп. Без разлика што може би во Прилеп популарен е друг човек. Така е, тоа е. Јас сум чул дека во Струмица има имам чуено дека во Струмица кога се бирало кој да биде пратеник од Струмица за СДСМ, имало некој лекар гинеколог, не знам, многу популарен бил во цела Струмица, но не бил ставен на листата. Били ставени други луѓе, финансиери на партијата, блиски и така натаму. Тоа е лошо дека што кај нас
од горе, што се вика, нели, од главата на рибата па оди па надоле, место обратно да оди, од централата па нагоре. Луѓето кои што се на повисоки функции, обично се подалеку од базата. Тие си имаат конкретна функција и не може да бидат и не се обично не дел од народот во смисла на секојдневни комуникации. Така. И тие имаат покрај тоа тие имаат своја логика за тоа кого сакаат да го постават на одредено место. Затоа што обично тој што е горе сака да стави некој што е како него под него шеф, така? Значи премиерот сака луѓе со сличен ментален склоп на него да ги стави како министри. Так. Министрите сакаат ја следат таа енергија од премиерот, тие поставуваат слични на менталниот склоп кој што премиерот го барал кај нив. Под нив, државни секретари, може и да биде шефови во опозицијата така е исто, и опозицијата исто така е. Нормално дека е така, секако дека Бранко Црвенковски или Никола Груевски или било кој во овие централно организирани партии нема да сака некој попаметен или поспособен од него да биде да има клучна функција во партијата. Така. Едноставно ако го видат дека некој е поспособен, попаметен, ќе се обидуваат на кој можат начин да го отстранат. Егото сепак постои кај човекот и не треба да биде занемарено. Еден од битните... Дали ќе се мене дека вака концепираните партии во Македонија продуцираат лижогасци? Нормално, оваа партија... Наместо да бидеш авангарда, наместо да бидеш бунтовник, работлив, да кажеш нови концепти, нови принципи, ти мора цело време, идејќи оздоле нагоре, да лижеш многу газови. Секогаш кога одгоре надолу се одлучува за одредена политичка позиција или некоја позиција во општеството, значи во смисла да му се дава на кој ти му се даде престиж. Секогаш начинот на кој што се стига до тој престиж или до таа политичка функција е со додворување на тој што може да одлучи. Так. И ако нема критериуми според кои се бори сам човекот кој што ја сака таа политичка функција, нормално е дека единствениот критериум ќе биде да, што се вика, лиже газови так. На тој што може да го одлучи тоа. Так. И тоа е голем проблем. Она што јас го увидов е дека во оваа партиска структура во Македонија се гледа механизам на креирање на, како што велите вие, лижогасци. Значи луѓе кои што паразити. Едноставно тоа е начинот на кој луѓето напредуваат во партиите. Нема друг начин да напредуваш во партиите. Јасно е дека мора така. Можеме ли да извадиме заклучок дека Македонија е така како што е, а тоа е сепак не е воопшто на нивото кој што би сакале да биде, поради лошото владење на владите, кои што пак се продуцирани од ваквите партии кои што продуцираат баш така како кажавме неспособни лижогасци. Значи да беа партиите другачи организирани, да немаше таква хиерархија кај што мораш така да се удвараш ностоп нагоре и да лобираш на некој неубави начин или со пријателства, со мито. Па дури она нати го дај ми го, па ќе му бидеш должник до него, па ќе станеш министер, па си бил должник некој што те бутал цело време, па мораш да му правиш услуги па да му вратиш, па циркуси невидени. Можеме да кажеме дека токму поради ваквите партии Македонија е таму кај што е. Да биле партиите по-другачи организирани, пред се таму можеби немало да избегаат од партиите многу интелектуалци, многу способни луѓе кои што виделе дека мора да лижат газови и рекле не можам ја ова да го правам, ја имам достоинство и се тргнале од партиите. И у партиите останал само оној шлямот. Јасно е, значи ти само што даде прецизна анализа на, според мене, суштината на политичката и економската состојба во Македонија. Според мене, имаме лоши политички водачи за тоа што партиите како филтри филтрираат неспособни, корумпирани ликови. Кога имате вие филтер кој што филтрира нагоре само неспособни луѓе кои што се пробиваат со корупција, кои што со лактање, а не со политики, со своја со идеологија. Така, а не со своја способност, со тоа што работел во јавноста. Јасно е дека ќе добиеме политичари кои што се корумпирани. Единствен начин на кој што тие знаат да работат
со корупција тие не се пробиле нагоре за тоа што дале некоја нова идеја за нова политика или за тоа што направиле нешто во јавноста за јавноста. Тие се пробиле нагоре до партиска функција со корупција и со лактање. Јасно е дека кога тие ќе го дадат премиерот, јасно е дека тој премиер не е изфилтриран по способност, туку е изфилтриран по неспособност, така ја велам. Дури и многу интересно, еве да речеме да споредиме цело време со некој систем што е драстично различен од нашиот, а тоа е американскиот. Таму нема хиерархија, рековме. Како се напредува во Америка преку држање на говори? Во Америка ораторството е едно од најаките алки во политиката. Саме знаеш како Обама се наметна во политиката, со оној говор во Бостон во 2004-2005 некаде, мислам дека беше тој говор, кај што он отиде во Бостон на таа конвенција на демократите, одржа фантастичен говор кај што стави некои своји идеологии, своји погледи и ја запали масата. Така би требало и во Македонија да се појавуваат такви некои лидери со говори, со ораторство. Тоа е една од најголемите врлини на политиката. Сосема се согласувам дека во Америка има поголем удел ораторството, тоа говорништвото, отколку во Македонија. Но сепак дискутабилно е дали поради тоа тие две партии се најмоćни во Америка или за тоа што имаат премногу пари за реклами, држат премногу фирми, премногу медиумски простор. Еве сега гледаме на Рон Пол не му даваат медиумски простор, например. Третата опција, значи Рон Пол е либертаријанската опција во Америка, кој собра највеќе донации во еден ден од било кој човек, било кој друг политичар во Америка, замисли. Значи, ако гледаме според соберените донации кои народот доброволно ги дава, Рон Пол е најак, најомилен политичар во Америка. Ама него го нема како главен кандидат на изборите воопшто. Медиумите не го представуваат како битен лик. А многу важен момент во политичките избори е перцепцијата на моќ во јавноста. Луѓето кои што не се определени за едната или за втората партија имаат